Во финална фаза е изготвувањето на регистарот на професионални онлайн медиуми, кои на бизнис заедницата и јавноста треба да им овозможат полесно да распознаваат кои медиуми ги исполнуваат критериумите да бидат медиуми, односно кои од нив известуваат професионално и имаат транспарентно сопствеништво и импресум. Од Сдруженијето на новинари на Македонија велат дека потребата од вакво нешто се појавила поради хаосот во медиумскиот простор во земјава. Кога ќе имаме еден таков регистар, тогаш верувајте ќе биде полесно за сите, за граѓаните да знаат од кого читаат и како читаат, за да може да ги препознаваат лажните вести од оние што се вистински вести, за бизнис заедницата, што е многу значајно, да знае кои се оние медиуми каде што треба да ги пласираат своите рекламни кампањи. На регистарот заедно работат ЗНМ и Советот за етика во медиумите во соработка со Стопанската комора. Велат со ова сакаат компаниите да бидат посвесни како вид на новинарство поддржуваат со своите производи, но и позаштитени во кои медиуми ги трошат своите пари за реклами. И сега, вие како компанија, доколку добиете било каква понуда за соработка или доколку добиете било каков, не знам, повик за состанок или каков тип на соработка да се работи од медиум кој што е надвор од оваа листа, вие можете со право да кажете, вие не сте дел од СЕМ, вие не сте професионален медиум, со вас немаме што да дебатираме. Постојат редица на портали и на медиуми кои што некои групирано, некои намерно, некои ненамерно создаваат хаос на пазарот. За некои од нив може да се рече дека се користат со методи кои што не се добри за привлекување реклами, рекетарство, уцени, закани. Од Стопанската комора се свесни за потребата од ваков регистар поради секојдневните предизвици со кои се соочувале. Во моментов имаме често пати поради лажните вести доста голем дел на штетување на бизнис секторот, било финансиски, било во имиџот на компанијата, кој повторно се враќаме назад, повторно има финансиски негативни импликации. Станува збор за бројка од 60 на медиуми кои ќе бидат дел од оваа база на податоци. Во земјава никаде нема точен број колку интернет портали има, бидејќи нови никнуваат речиси секојдневно. Во Струга на дел од бизнис заедницата и новинарите им беа презентирани заложбите на новинарските здруженија. Од Струга за Гласот на Америка, Мики Трајковски.